Почитувани гледачи, 15 часот и 20 минути, уште еден веќе добро познат термин, резервиран за отворено студио 1, втор блок. И овој пат се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, а исто така и овој пат имаме гостин во отворено студио 1, ќе разговараме во однос на иницијативата која што неодамна беше поднесена до Уставниот суд на Република Македонија, се однесува на измени на законот за вода, а токму наш гостин е подносителот на оваа иницијатива, односно господинот Нуредин Исиновски од Сдруженијето за здравствено, образовна и социјална помош. Добре дојдовте денеска и мило ми е што сте наш гостин. Па вака, јас би почнала во однос на Сдруженијето. Рековте, односно оно што е веќе познато е дека Сдруженијето е формирано кон крајот на минатата година, релативно ново здружение. Ќе ни кажете ли повеќе околу вашите активности? Вака, ова значи ново здружение, постои неколку месеци. За овие неколку месеци во тек ни се две активности. Првата е иницијативата до Уставниот суд во однос на законот за снабдување со вода за пиење, која ги засега стотици илјадници можеби граѓани во Република Македонија, кои се ставени во тешка положба. Втората иницијатива е иницијатива за промена на учебниците по историја во однос на приказот на турската историја во нив и бараме малце да се смена за да имаме на потолерантни идни генерации. Третата иницијатива ни е се уште во тек, но подоцна мислам дека ќе објаснам за некои работи за тоа. Така, значи јас би почнала во однос на првата иницијатива која што неодамна беше поднесена до Уставниот суд на Република Македонија во однос на измена на законот за вода. Од каде вие ја добивте идејата за да поднесете ваква иницијатива? Вака, значи идејата ја добив со мојата работа. Значи јас сум работам како комунален инспектор на град Скопје 10 години и мојата работа е во основа да ги казнувам, санкционирам луѓето што користат вода без водомер. Како се случува да користат луѓето без вода, без водомер? Постоечкиот закон за снабдување со вода за пиење има одредба, тоа е став 1 од член 33 од законот, со која што им дозволува на јавните водоводни предпријатија, доколку имаат по нивна одлука да им ги вадат водомерите на граѓаните по разни основи. Сега, например, Скопското јавно предпријатие Водовод и канализација, како што разбрав од весници, кој што имам прочитано од весникот Нова Македонија, во 2008 година управниот одбор на јавното предпријатие наши одлука донел за долг од над 1000 денари да им се вадат водомерите. Како резултат на оваа политика, денеска имаме луѓе со илјадници евра долгови, значи голем број на граѓани и проблемот не се решава. Мислам дека во основа само се создаваат дополнителни малки проблеми за граѓаните. Поради тоа јас бев соочен со ова, се обидов да изнедам некое решение за граѓаните и најдов на една резолуција што било усвоена од Обединетите нации, со која што резолуција од 2010 година со која што водата се признава како човеково право. А Македонија исто така е потписник на таа резолуција. Интересна работа, мислам дека јас баш барав документи, иако не најдов име на потписникот, значи представникот од Македонија кој што ја потпишал резолуцијата за усвојувањето, но и представникот на Македонија гласал за усвојување на резолуцијата. Тоа е резолуцијата број само малце да ја најдеме. Број 64/292, усвоена на 28 јули 2010 година. Значи, со таа резолуција за вода и санитари, со која што водата се признава како основно човеково право. Односно, без водата е неопходно за живот, а без живот не може да се остваруваат, без да живее човекот не може да ги остварува другите човекови права. Со ова би требало, доколку се усвои, значи со оваа резолуција по автоматизам требало најверојатно законот за постоечкиот закон да се измени, но по некоја чудна логика не се изменил. До сега се надевам дека со нашата иницијатива Уставниот суд ќе усвои нашата иницијатива, ќе укине таа одредба од законот. Која е вашата иницијатива? Дали се однесува само за таа одредба или содржи нешто повеќе? Конкретно се однесува за оваа одредба, бидејќи немаме право, например, за
во основа со иницијативата што се поднесува до Уставниот суд, само одреден дел од законот се проверува дали е согласно со уставот или некој договор што е потпишан од Република Македонија. Но ние како здружение размислувавме, јас бидејќи тоа го работам, има неколку точки во законот воопшто што треба да се изменат. Се надевам дека не знам како ќе се одвиваат работите. Нашето беше да поднесеме иницијатива за оваа одредба, но се надевам дека пратениците во собрание ќе размислат за измена на овој закон. Значи, како први да го согласат постоечкиот закон согласно со резолуцијата што е усвоена од Република Македонија, тоа им било должност од 2010 година, и да воведат некои нови, не се разбира, зависно од карактеристични за Македонија. Се надевам дека тоа ќе се настави. Споменавте дека за долг над 1000 денари им се вадат водомерите на Да, значи вака, тоа е информација на корисниците, а пред неколку дена тука во ова студија беше токму директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација, кој што изјави дека ги повика сите кои што имаат долгови да одат во претпријатието и да склучат договори со кои што на рати ќе ги исплатат своите долгови, а каматата ќе им биде простена. Да. Добро, вака, значи тоа има некои одредби, се менуваат периодично од промена на управните одбори или разни политики на јавното претпријатие, не само за Скопје, значи воопшто во држава јавните претпријатија, но спротивно на резолуцијата на човековите права да се вадат водомерите на граѓаните. Значи постојат други начини решенија за проблемот. Како на пример? Постојат, значи видете, ако го оставите некого без вода, значи ќе умре. Значи, тоа е сурово однесување од страна на јавните претпријатија. Може, например, да се дозволи одредена количина на вода која што е неопходна, нели, за човекот да нормално функционира, значи за пиење, за одржување на хигиената, ти се неопходни работи. Страдаме сите ние ако се прошири некоја епидемија, нели, или разни болести се појават, поврзани со водата, нели, со хигиената. Значи, доколку се може да се одреди некоја количина како пример, која што ќе биде бесплатна за социјалните случаи, за тие што немаат. Другото се разбира ќе биде наплаќана. Постојат различни начини на плаќање. Досегашната практика на водоводните претпријатија е едноставно да ги исклучат од вода. И тие се разбира дека повеќето од случаевите се приклучуваат на диво, нели? Апсолутно. Кои се препораките кои што вие би ги дале како насока за да им се улесни на овие социјални случаи? Па јас верувам дека треба да се одреди одредена количина на вода утврди, која што е неопходна за почлен на семејство, за нормален живот, значи за одржување на хигиена и за пиење, кој што би бил, значи со бројот на семејствата би се одредил за да биде бесплатен за тие социјалните случаи, останатиот би се наплаќал, се разбира. Мислам дека тоа е едно од решението, нешто поврзано да се направи со Министерството за труд, нешто заедничка одлука, бидејќи не е едноставно, не се работи на пример само за еден град, едно претпријатие. Мислам ова е сепак проблем во државата и треба да се видат проблемите какви ги имаат во другите градови, нели? Еве, вие споменавте дека 10 години сте комунален инспектор и еве кога треба да одите да санкционирате некое семејство кое е загрозено, односно нема финансии, како се соочувате тогаш? Тешко ли е во такви случаи? Па да ви кажам, како комунален инспектор ние се соочуваме како инспекторите имаат надлежност да наредуваат со решение и да казнуваат, да санкционираат граѓани. Често се наоѓаме во различни ситуации. Некогаш сме навредувани вербално, некогаш сме заплашувани или напаѓани. Но верувајте, најтешко е кога мора луѓето што немаат леп да јадат, што се социјални случаи да бидат казнувани. Тоа е, мислам дека најтешкиот, тоа едноставно ве молам некако да им помогнете, но ние не можеме, нели, работа, задачата, ако се прикрие, тогаш испаѓаат други проблеми, нели? Зашто се... А има ли многу вакви случаи во главниот град? Па вака, значи, јас како информација ја немам таа, значи јас во мојата работа 10 годишна практика постојано ни доаѓаат, значи, пријави. Ние работиме по пријави. Податокот во основа за Скопје, ако го барате или за одреден град, треба да го барате од јавното претпријатие во... Апсолутно, меѓутоа вашето излегување на терен, дали е често, дали секој ден се случува тоа, колку пати во неделата, колку па да, семејства... Имаме често, значи, би рекол, најголемиот дел од случаите се социјални случаи. Значи, буквално имаше семејство каде отишо, требаше да ги најдам за да ги санкционирам.
роми беа по потекло од кога увидов на таму, не ги најдов, затегнав, но забележав дека во куќата беа прозорот беше некој скршен, вратата беше некако откачена и комшиите зборуваат, значи ми објаснија ако е точно тоа, значи осабали кога ќе станат, одат по континери барат храна за да се нахранат, а јас треба да ги најдам нив низ континери да прашам за да ги казам уште 300 евра. Сам нема никаква логика, нели? Велите дека немаат пари ни за леп, а камоли да платат? Да, се разбира. Да. Добро, вака, во однос на тоа споменавте дека се соочувате со напади и слично. Некое такво искуство да споделите? Па, имаме често напади. Јас во мојата работа 2 пати сум физички нападнат. Сум се нашол во многу така опасни ситуации. Физички 2 пати сум нападнат кога морав да бидам на боледување. Дури еден зап имам, мислам, ми падна од физичките напади. Како сте изреагирале тогаш во таква ситуација? Па, добро, видите, значи, јас подобро, не знам како да се коментира. Многу работи не се средени за жал во оваа држава и институциите. Значи, нема доволно соработка и реакции во однос на наставните што се случуваат и можеби поради тоа и нема доволно ефект некои работи што сакаме власта што сака да ги преземе. Значи, доста од инспекторите, работниците се деморализирани, нели? Не знам, подобро. Однос еве на иницијативата која што ја поднесовте, до каде, што е, дали имате некаква информација во однос на тоа, сигурно се надевате дека ета ќе биде усвоена, прифатена? Да, вака, јас значи контактирав, не присуствував на седниците на Уставниот суд, но бев информиран дека нацрт одлука е донесена и средниот состанок на Уставниот суд ќе биде конечно одлуката, после што верувам дека ќе биде, јас верувам, иако немам точна информација, дека ќе биде усвоена. Значи јас во мојата иницијатива наведов неколку точки кои што се спротивни на Уставот, но најважната од овие работи што ги наведов, мислам дека е резолуцијата. Значи, Македонија како држава презела обврска со потпишување на документ, резолуција, и мора да ги почитува тие работи. Јас верувам дека ќе биде усвоена. Доколку биде усвоена, значи ќе треба да се Уставниот суд ќе биде одлуката објавена во службен весник, што станува официјално. Споменавте исто така дека имате и други активности, други иницијативи. Ќе ни кажете ли нешто повеќе во однос на иницијативата која што исто така ја најавите во однос на измена на учебниците по историја од 600 до 900 Да, значи тоа иницијатива не е во тек. Иницијатива за промена на учебниците во основното образование во однос на приказот на турците во нив. Значи, јас направив една детална анализа на учебниците по историја и забележав дека има и обилуваат со доста зборови кои што создаваат етничка омраза кон турското население, турските граѓани. Исто така, мислам дека некои работи не се доволно објаснети во учебниците во однос на турската историја и некои пак едноставно треба дефинитивно да се направат промени. Најголем пропуст во однос на учебниците, мислам дека е во учебникот по 600 одделение поново, порано по 5, бидејќи таму воопшто нема ни една наставна единица за турците. Значи, во мојот предлог што го дадов е да се воведат 3 наставни единици, бидејќи испеѓа дека турците постојат од времето на османите, а се разбира дека постојат и во антиката. Имало турски држави, култура имале и се мислам дека тие како наставна единица треба да се воведат во учебниците по историја. Многу има доста зборови што се употребуваат што се погрешни. Јас забележав на пример со османлискиот период, како пример само ќе наведам. Можеби 5-6 пати најмалку беше спомната една реченица: болниот од Босфорот. Значи, тоа се однесувало во руските дипломатски кругови. Османлиската империја била нарекувана болниот од Босфорот. Но ја не верувам дека децата во Русија учат како била нарекувана. А зошто тука учат? Разбирате? Да. Значи, некои работи се претерани, мислам дека треба да се изменат. Ја поднесовте ли оваа иницијатива? Иницијатива, значи, е во тек. Ги запознавме Министерството за образование и наука запознаено? Да, значи разговарав во Министерството, во Бирото за развој. Од денови се размислуваше да се објави, значи, еден конкурс треба да се објави за измена на плановите по наставата по историја. Во тек се надевам дека на наредниве месеци ќе почнат конечно овие
измени да се вршат. Споменавте и трета иницијатива. Да, ова значи иницијатива. Не откривте на почетокот со што стана збор. Ева сега имате време да откриете повеќе. За почеток овие иницијативи се надевам дека првата ќе заврши, втората е во тек, третата е во најава. Тоа е во најава. Ја би сакал да зборувам малку и за ова, да го искористам како апел. Значи за учебниците конкретно може ли ова, значи, да го увидат и досегашните надлежни служби дека не се во ред, дека содржат навредливи зборови за турската заедница, да ги изменат. Не ги измениле, не знам зашто. За водата, значи, представникот на Република Македонија гласал, усвоил резолуција, усвоена резолуцијата, требало да биде досега завршена, не е направена. И следново што ќе биде, едноставно сметаме дека е нечовечки, би сакал да го искористам ова како апел надлежните да го слушнат и можеби да не поштедат од трошење, мислам, на време, ангажман за оваа работа, да пишуваме, да поднесуваме представки, разни работи, едноставно да ги изменат самите овие работи. Третата иницијатива се однесува конкретно за мене, јас користам слушен апарат, јас сум лице со оштетен слух и досегашниот, значи, користам ортопедско помагало. Досегашната пракса, ортопедските помагала се добиваат преку Фондот за здравство. Има еден правилник што мислам дека не е коректен, не е честен, не е фер. Па вака, значи, како прво да ви кажам, се добива ортопедското помагало, слушно апаратче конкретно, треба да трае по правилникот 5 години. А гаранцијата што ти ја дава фирмата, значи фондот склучува договор со фирми што од каде што се набавуваат овие. Гаранцијата трае 12 месеци. Што правиме со наредните 4 години, нели? Потоа имаше уште еден дел што ни е проблематичен, тоа е зошто да биде одреден еден модел од слушното апаратче. Значи, досегашната пракса, по едно време, така шпекулација слушнав, дека едно време постоела можност фондот да даде ваучер, значи државата во основа што се случува. Се грижи за граѓаните со телесно оштетување, со тоа што им одредува некој паричен износ. Се одредено е, например, 18.000 денари, околу 300 евра, ваучер да даде со кој што се набавува апаратчето. Но те ограничува, значи, со моделот. Многу е проблематично, значи немам право на избор. Јас, например, доколку би го добил тој ваучер од 18.000 денари, како ваучер, би доплатил пари и би си избрал некој друг апарат. Значи, тука испаѓа како фондот да склучува, да сака едноставно одреден модел на апаратчиња да се фаворизира да се потроши. Не знам, да видиме, не се знае, мислам, јасно не ми е, мислам, доволно, сега е во тек на истрага, мислам, истражуваме и се надевам наскоро ќе почнеме некои работи. Ја би сакал едноставно како апел да биде, можеби надлежните самите ќе увидат оваа грешка дека не е фер и дека ќе ги измена самите овие работи. Интересни се иницијативите секако затоа што се однесуваат на повеќе области и опфаќаат поширок круг на луѓе. Господин Синовски, тука мора да го завршим разговорот. Ви благодариме за вашето гостување во Отворено студио 1. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, меѓутоа не го менувајте каналот. По кратка пауза се враќаме назад во Отворено студио 1 за анализа на вестите од светот со Дејан Андоновиќ.